Оваа недела во Страсбург се одржува редовна сесија на Парламентарното собрание на Советот на Европа. Ќе се разговара на многу битни теми, вклучувајќи ја и агресијата која што во моментот се случува во Украина и потребата за обезбедување на мир во Европа. Исто така ќе се разговара и на теми кои што се битни за Македонија и за нашето соседство. Во бројните средби кои што ќе ги имам тука во овие 3 дена, ќе побарам Македонија конечно да добие датум за почеток на преговори со Европската Унија и да ги почне преговорите со Европската Унија затоа што тоа го заслужуваат граѓаните на Македонија. Исто така, во рамки на своите средби и обраќања, ќе ја повикам Бугарија да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права тука од Страсбург, кои што не ги спроведува. Бројни пресуди кои што се во корист на македонците од Бугарија не се спроведуваат од страна на Република Бугарија. Едни од најзначајните, кои што судот ги донесе во 2020 година, е пресудата за формирање на клуб за етничка толеранција, како и пресудата за формирање на клуб на жртвите кои што беа тероризирани од комунистичкиот режим. Тоа се две значајни пресуди, кои што зборуваат за етничката толеранција во Бугарија, но исто така и за потребата од рехабилитација на жртвите на комунистичкиот терор во Бугарија. Нешто што Бугарија не сака да го спроведе. Затоа што политиката која што ја води е слична на онаа политика која што ја води изминативе 20 години, а тоа е политика на негирање и политика која што значи непочитување на одлуките на Советот на Европа. Затоа силно ќе побарам преку механизмите на Советот на Европа овие пресуди да се реализираат. Исто така, уште една работа за која што ќе зборуваме, тоа е мешањето на премиерот Петков во внатрешните работи на Македонија. Имено со неговата последна изјава, во која што кажува каква влада тој би сакал во Македонија и дали би дозволил или не би дозволил да се формира влада во Македонија, директно се меша во внатрешните работи на Македонија, што е недозволиво. Затоа што изборот на влада во Македонија е прашање на собранието и на пратениците кои што се избрани на избори, а не на Кирил Петков. Новата влада ќе биде формирана после предвремените парламентарни избори и секое мешање од страна на Бугарија е недозволиво и представува мешање директно во внатрешните работи на Македонија. Благодарам.